Ако го слушате Заев, или во Македонија има најсовремени фабрики кои што се целосно роботизирани, или Заев лаже. Трето, нема. Како се можни 35 нови инвестиции во 3 години, 12 годинава, а да нема вработување, државата да е во рецесија и да се отпуштаат илјадници работници? Само годинава, над 54.000 работници останале без работа. Тоа е новата статистика за ноември. А ако се спореди со ноември 2018, за 2 години тоа се 63.500 работници кои што загубиле работа. Имале работа, имале плата, а сега се на улица, под биро. А кој знае уште колку се оние што ваделе по некој денар, договорци, хонорарци, што сега не работат. Луѓе, ова е полошо и од транзицијата во 90-тите. Тогаш околу 130.000 работници беа оставени на улица кога им ги затворија фабриките. Денес, за само 2 години, бројот на оставени на улица достигна 63.000, половина од сите стечајци во 90-тите. И нема разлика во односот кон нив. Тогаш ги залажуваа со купони за паштети, а сега со картички од по 3.000 денари, за да нема бунт. Но македонскиот работник знае што значи работно место и знае дека ниедна лага, купон или картичка не е замена за редовната плата. Македонија не може и не смее да преживее уште еден колапс како олигархиската транзиција.